Која била улогата на владиниот генерален секретар Драги Рашковски во тендерот за набавка на радарска опрема во МНАВ? Дали во целиот случај има малверзации или законски неправилности? Одговор на овие прашања антикорупционерите се уште не даваат, иако минаа веќе 2 месеци откако ја добија целосната документација од македонската навигација. Според зборовите на претседателката на Државната комисија за спречување на корупцијата, за разрешување на овој случај ќе требало да се почека уште некое време, не прецизирајќи точен период. Антикорупцијска го отвори случајот Рашковски, откако неговиот глас се слушна во аудиоматеријал објавен во медиумите од состанок во владата со италијанската компанија Леонардо, на која што се говори за тендер вреден 7 милиони евра. За Рашковски малку подолго ќе трае таа обработка, затоа што е пообемен предмет и барам малку повеќе ресурси. На дневен ред на денешната седница на антикорупцијска беа и привилегиите кои ги уживаат поранешните претседатели на Македонија, па ќе биде предложено да дојде до ревидирање на буџетските расходи за оваа ставка. Како што кажа првата антикорупционерка Билјана Ивановска, екс-шефовите на нашата држава уживаат најголеми привилегии во однос на речиси сите нивни колеги од регионот. За Државната комисија за спречување на корупцијата нетранспарентен бил начинот на кој Ѓорги Иванов го изнаемил канцеларискиот простор кој го користи по завршувањето на мандатот. Пет од препораките кои ќе ги дадат е на екс-председателите да им се дадат државни канцеларии, за да не се плаќаат скапи кирии. Проблематична според нив е и висината на пензијата која ја добиваат. Овој луксус особено доаѓа до израз бидејќи се случува во сиромашна држава каква што е наша. Имено во нашето обкружување, како за пример ќе посочам, во Црна Гора 5 години се уживаат, поранешниот претседател ги ужива привилегиите, во Хрватска исто така 5 години, во Србија максимум 6 месеци додека не се вработи или додека не ги исполни условите за пензија согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување, а во Словенија максимум 1 година. На претседателот му се гарантира право на пензија чиј износ е еднаков со износот на платата што ја прима активниот претседател. Со ова се нарушува и начелото за еднаквост на сите граѓани пред закон. Антикорупционерите, велејќи дека се ненадлежни, ја отврдија пријавата поднесена од инспекторот Ѓорги Илиевски за случајот со наводното незаконско напредување во наставно-научни звања на тројцата функционери Арбар Адеми, Агим Нухију и Сафет Емрули. Според Илиевски, ваквиот поток на антикорупцијска е бегање од одговорност и изрази разочараност од институциите во државата. Ваквиот чин по мене како ненадлежност е бегање од една одговорност и една несериозност. Надевајќи се, искрено да ви кажам, уште во оваа институција, но вака како што гледа веќе почнува да се сомневам во се што е како институција. Инспекторот Илиевски најави дека ќе продолжи битката и дека разрешница на оваа афера ќе баре со помош на меѓународната заедница.